Efficiency, driving dynamics, and comfort. The new Audi Q3 is in top form at its world premiere. A very important entry to the brand and an exciting SUV in the compact segment, bringing together perfect proportions, an outstanding dimensional concept and exciting design. We bring innovations of the upper class to the compact segment that makes the Audi Q3 an outstanding product in the compact segment. What we are really part of is fantastic exterior design, also interior, so we get into the car, it feels much more roominess, much more comfortable, and it brings a lot of technologies. So it's really for customers who do like technology, design driven, so that's really what we are aiming for. Брендот со 4 прстени од Инголштад, Audi, има навистина возбудливо бурно лето. Најпрво ја представи својата луксузна Audi A6 лимузина од премиум C сегментот, а сега наред дојде и SUV автомобилот од компактната премиум класа, новиот Audi Q3. Ако се земе предвид дека овој модел постои на европскиот и светски пазар повеќе од 10 години и во своето постоење се продаде во над 2 милиони примероци, јасно е дека значењето на овој автомобил во портфолиото на Audi е исклучително големо. Тоа го потврди и извршниот директор на Audi, Жерно Долнер, кој за време на светската промоција на Q3 изјави: Со третата генерација на Audi Q3 правиме обновување на значаен член од семејството на автомобили во нашата гама. Ова е дел од нашата иницијатива за освежување на производите и засилување на нашето портфолио со моќни плагин хибриди и ефикасни мотори со внатрешно согорување. Новиот модел ги комбинира ефикасноста, возната динамика и комфорт. Што знаеме за новиот Audi Q3? Во поглед на дизајнот, третата генерација на компактниот SUV изгледа помускулесто од претходникот. Се чини дека клучните дизајнерски линии се влечени со цел да се добие на максимална аеродинамичност на возилото, што е и постигнато ако се земе предвид коефициентот на влечење од само 0,3. Во предниот дел доминира едноделната рамка, која е поставена повисоко и која ги поврзува предните LED светла, кои одлично се вклопуваат во аеродинамичниот дизајн. Ако Q3 се погледне странично, ќе се забележи мускулеста линија која ги поврзува предните и задните светла на автомобилот. Мал скулпторски потек со кој е постигнат одличен светлосен ефект. Конкретно, над мускулестата линија на драчките на вратите, телото ја привлекува светлината, додека делот под страничната линија паѓа во сенка. Во задниот дел повторно имаме чист дизајн. Под двете задни светла се протега една тенка светлосна линија по целата должина на задницата и под која повторно импресионира чистината на дизајнот. Она што е интересно е дека освен одличната аеродинамичност, кај новиот Q3 многу е внимавано и работено и на акустичната изолација. Поради тоа, кај овој модел
За прв пат на предните странични прозори е аплицирана и специјална акустична глазура, карактеристична за возилата од повисоката класа. И кај предните светла се користи технологија која обично се вградува во автомобилите од повисоките класи. Конкретно, употребени се Matrix LED светлата, а токму Q3 е избран за прв пат да ги користи микро LED модулите. Во предните светла, кои се само 13 мм широки, се користат 25.600 микро LED сијалички, при што секоја сијаличка е голема само 40 микрометри, од прилика еквивалентно на димензијата на половина човечко влакно од косата. Малите димензии на овие LED сијалички помагаат многу подобро да се осветлува патот, особено во лоши услови на возење. Дигиталните Matrix LED светла се директно поврзани со сензорите и со системите за помош на возачот и тие континуирано го прилагодуваат снопот светлина на условите на патот. Светлината се прилагодува при влегување во свиоци, светлосниот сноп се соборува кога од другата насока доаѓа друго возило со цел да ја намали опасноста од заслепување на другите учесници во сообраќајот, се активираат специјални насочувања на светлината за секоја специјална ситуација. Со тоа, возачите добиваат безпрекорно осветлување на патот во секоја можна ситуација. За прв пат, кај овој модел, возачите може да изберат дали сакаат да ги исклучат функциите на LED Matrix светлата, како и евентуално самите да изберат мод на осветлување. Ако го погледнеме интериерот, можеме да забележиме доста промени во споредба со претходниот модел. Во автомобилот по целата должина на инструмент таблата, од врата до врата се протега потегот, наречен soft wrap. Панорамскиот дисплеј почнува со инструмент кластер со големина од 11,9 инчи, во кој возачот ги гледа сите најзначајни функции на автомобилот. Потегот продолжува со инфотеймент дисплеј, чувствителен на допир од 12,8 инчи. Дисплејот е заоблен, што му дава на возачот чувство како да е во кокпит, кабина, во која сите работи се концентрирани околу него. Возилото има head-up дисплеј, во кој се проектираат најважните информации на предното стакло во видикот на возачот. Инфотеймент системот е базиран на Android Automotive оперативниот систем, а за симнување на апликации не ви е потребен паметен телефон. Тоа може да се прави директно преку инфотеймент системот. Достапен е и Audi асистент, со кој преку говорни команди можете да управувате со повеќе функции во автомобилот, а асистентот за прв пат е збогатен и со вештачка интелигенција директно вградена во возилото. Вештачката интелигенција се појавува како посебен аватар во централниот инфотеймент систем чувствителен на допир. Багажникот на новиот Q3 има капацитет од 488 литри, а ако ја поместите задната клупа до крај, волуменот се зголемува на 575 литри. Ако пак ги склопите задните седишта, добивате богат простор од 1386 литри, сосема доволно за еден мал, компактен SUV семеен автомобил. Основниот модел на Audi Q3 доаѓа опремен со 1,5 литарскиот мотор TFSI 4-цилиндричен бензински мотор со блага хибридна технологија, спарен со 7-степен S-Tronic мезноч. Овој мотор испорачува моќност од 110 киловати или 150 конски сили. Она што го прави специфичен овој мотор е специјалниот COD систем, Cylinder on Demand, што значи дека кај ова возило, во специфични ситуации, при мали оптоварувања, се затвараат вториот и третиот цилиндер во моторот. Најмоќниот од моторите со внатрешно согорување кај Audi Q3 е 2-литарскиот 4-цилиндричен мотор со моќност од 195 киловати или 265 конски сили и вртежен момент од 400 Нм на сите тркала. Овој мотор е спарен со 7-степениот S-Tronic.
Достапен на клиентите има и плагин хибриден модел кој во комбинација со електричниот мотор со моќност од 85 киловати и вртежен момент од 330 Нм, моделот Audi Q3 SUV и хибрид испорачува вкупна моќност од 200 киловати или 272 конски сили со вртежен момент од 400 Нм. За складирање на енергијата поставена е батерија од 25,7 киловат-часа со кој се добива автономија и проаѓање само на струја од 119 км, согласно ВЛТП стандардите. Истрошената батерија од 10 до 80% може да се наполни за само половина час. Новиот Q3 доаѓа со многу опрема уште во базичната верзија. Тука се паркинг системот со прикажување на растојание, темпомат, круз контрол со ограничувач на брзината, сигнализација при излегување од коловозната лента со асистент за итни ситуации, препознавање на сообраќајни знаци, сигнализација за измореност на возачот преку следење на неговите реакции при возењето, активен асистент за предниот дел со функција на избегнување или вртење, асистент при проаѓање на раскрсници, асистент за сопирање на возилото во случај на опасност од судар и многу други мали и големи нешта. Тоа значи дека системите во автомобилот ви помагаат да сопирате, забрзувате, одржувате брзина, одржувате растојание од возилата пред вас до брзина од 210 км/ч. За прв пат е воведен и системот на асистент во случај на итност, која превзема контролата над возилото доколку возачот веќе не реагира. Системот автономно го управува возилото до банкината, го запира таму, а потоа и ги вклучува аудио и визуелните системи со кои се предупредуваат останатите учесници во сообраќајот за опасност. За уште поголема безбедност во возењето, во интериерот е поставена камера која го следи возачот и бара знаци на умор или недостаток на концентрација. Ако возачот не одговори на предупредувањата на системот во определен рок, се активираат визуелен сигнал на таблата и звук, а ако по тоа нема реакција од возачот, системот го паркира возилото на страна и активира повик за брза помош. Новиот Audi Q3 ќе биде официјално лансиран овој октомври, а основниот модел ќе чини околу 44.600 евра. Jeep и официјално го представи својот нов член на семејството робусни SUV автомобили, наменети за секаков пат и терен. Новиот Компас дебитира во Италија, каде што и се прави, во фабриката во Мелфи, клучната точка на групацијата Stellantis, поврзана со електрификацијата на моделите. Новиот Компас еволуира со дополнителни 3 мотори: e-хибрид, e-хибрид плагин и целосно електричен мотор со ранг од 650 км, а се нуди и во варијанта со погон на сите тркала. Од дизајнерска гледна точка, Компас на предниот дел гордо ја носи легендарната маска составена од 7 дела, а над тркалата се поставени трапезоидни заштитници, додека општиот дизајн прилега на офроуд традицијата на Jeep. Новиот Компас е направен на платформата на Stellantis STLA Medium, од која може да извлече вкупна должина од 4,55 метри и да обезбеди дополнителни 55 мм во просторот за нозете.
Новиот компас нуди и повеќе простор за складирање. Во предниот дел од автомобилот, просторот за складирање се зголемува на 34 литри, а во багажникот волуменот е зголемен за 45 литри, со што се извлечени вкупни 550 литри. Стандардно, во сите варијанти на моделот е вграден инфотейнмент систем со 10-инчен инструмент кластер и радио со екран од 16 инчи. Сега, новиот компас First Edition може да се порача со два мотори, како E-хибрид и како BEV или електрично возило на батерија, со капацитет од 74 киловат-часа, моќност 213 конски сили и со погон на предните тркала. Моделот ќе биде опремен и со тркала со големина до 20 инчи, LED Matrix светла, 16-инчен навигацијски систем, автономно возење ниво 2, 360 степенска заштита од сите страни и задна хауба која се отвара автоматски. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down for the sleepless night. Брендот од Рисселсхајм Opel, кој имаше турбулентни неколку години наназад, во моментов функционира под капата на Stellantis групацијата, во која членуваат многу автомобилски брендови како што се Citroen, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Abarth, Lancia. Според резултатите и активностите, се чини дека германскиот бренд, откако замина од прегратките на американскиот General Motors, е сосема стабилен и продолжува да ги лансира своите нови и освежени автомобили. Наред дојде и малиот градски SUV во B-сегментот Opel Mokka. Новата Mokka изгледа свежо и модерно. Може да се порача во 3 изведби, со бензински мотор со моќност од 100 киловати
или 136 конски сили, како хибрид со 48 волтна технологија и како електричен автомобил на батерија со моќност од 115 киловати или 156 конски сили со автономија од 403 км со едно полнење на батеријата. Дизајнерски, и новата Мока, како и сите останати нови модели на Opel, на предната маска го има така наречениот Opel Vizor, во чија средина е поставено новото Blitz лого. Впрочем, токму во претходната верзија на Opel Moka за прв пат беше промовиран дизајнерскиот елемент Opel Vizor како автентичен дизајнерски потпис на предниот дел од сите нови Opel модели. Кај новата Moka визорот е црн и тој во еден елемент ги спојува и новото Blitz лого како и предните светла на автомобилот. Под мотото "Црното е убаво", дизајнерите на Opel ја обоиле предната хауба во црно и во една аеродинамична линија го продолжиле црниот мотив и над стаклата од автомобилот. Црни елементи се протегаат и во предниот браник, како и на калниците над тркалата и страничната линија на вратите и под нив. Ентериерот на новата Moka е модерен, возбудлив, а материјалите од кои се направени елементите во ентериерот се од рециклирачки состав. Воланот, кој е за нијанса порамнет на горниот и долниот дел, е направен од вегански материјали. Централната конзола помеѓу двете предни седишта е во мат сребрена боја и е посјајна од претходно. Возачот во ентериерот сите неопходни информации може да ги следи на инструмент кластерот со големина од 10 инчи. Инфотейнмент системот, кој во автоиндустријата веќе стана еден од најзначајните елементи врз база на кои се носи одлука за купување на нов автомобил, во новата Moka е базиран на напредна технолошка платформа на Snapdragon, која нуди можност за следење на повеќе медиуми со врвна графика. Во автомобилот е обезбедена и конективност преку Wi-Fi, Bluetooth и 4G. Во стандардната опрема, инфотеймент системот доаѓа со 10-инчен екран кој нуди можност за персонализација на многу начини, а за прв пат во Moka е употребен и напредниот систем на вештачка интелигенција ChatGPT. Апликациите на инфотеймент системот се користат како кај паметните телефони, преку допирање на иконите или виджетите, а ако е вметната и навигација, која се порачува како опција, за функционирање на инфотеймент системот доволно е да изговорите "Hey Opel", пошто се активира системот за препознавање на говорот. Кај навигацијата мапите се апдейтираат автоматски. Системот ги препознава карактеристиките и се прилагодува на профилот на лицето, чиј паметен телефон преку безжична врска е поврзан со инфотейментот. Тој континуирано учи и врз база на возните афинитети при избор на рутите за патување се води од стилот за возење на сопственикот на Моката. Благодарение на ChatGPT, вештачката интелигенција, возачите можат полесно да ја најдат локацијата што им треба, можат да добијат повеќе информации за градот во кој престојуваат, за карактеристиките и оценките на локалните ресторани, за концертите и местата за забава кои се случуваат околу местото на возење.
март оваа година, Mercedes-Benz на своите фанови официјално им ја представи сосема новата CLA класа. Но овој пат нема да зборуваме за дизајнот, моторите, електрониката, шасијата. Всушност нема да зборуваме за ништо. Ви подготвивме неколку кратки видеоклипови во кои Mercedes-Benz презентира само еден мал дел од можностите на новиот MBUX оперативен систем вграден во новата CLA класа. Иднината е пред нас, нели? Hey Mercedes, How can I help? I have a date tonight in Rome. Can you show me some romantic spots with a nice view to the city? You should check out Janiculum Hill. It's a beautiful place with stunning panoramic views of the city. People say it's the perfect place to relax and take in the beauty of Rome from above. Plus, it's a historic spot, which is always nice for a date. Do you think your date would enjoy Janiculum Hill? Yeah, that sounds great. What do people say about this place? Janiculum Hill is supposed to be beautiful, with stunning panoramic views of the city. People say it's a historic spot, which is always nice for a date. Sound good to you? That sounds amazing. Let's do it. Hey Mercedes, How can I help? I want to take my dog out for a walk. Can you suggest some dog-friendly parks in Rome? Area Cani Villa Borghese is a great park for dogs. I found that it's a tranquil, lush, green space with lots of well-behaved dogs and their owners, according to reviews. Is that the kind of place you're looking for? That sounds lovely. Let's go there. Hey Mercedes, Yes. how many scoops of ice cream does a Roman eat every year? A Roman citizen typically consumes about 15 kilograms of ice cream annually, which translates to roughly 130 to 175 scoops each year, depending on scoop size. This reflects Rome's love for gelato and its significant place in their culinary culture. Wow. What's their favorite ice cream flavor? One of the favorite ice cream flavors in Rome is hazelnut, known as noxilla in Italian. This flavor is cherished for its rich, nutty taste, often complemented by the creamy texture of Italian gelato. Can you tell me what's special about Roman-style pizzas? Roman-style pizza is renowned for its thin, crispy crust, often rectangular in shape, which distinguishes it from other pizza styles. That's so interesting. What is the most popular pasta dish in Rome? The most popular pasta dish in Rome is cacio e pepe, celebrated for its simplicity and flavor. That sounds good. But what's the difference between cacio e pepe and carbonara? Cacio e pepe and carbonara are both classic Roman pasta dishes, but they differ significantly in ingredients. Cacio e pepe is made with just pasta, pecorino romano cheese, and black pepper, while carbonara includes eggs, guanciale or pancetta, along with pecorino cheese and black pepper, resulting in a richer and creamier sauce. Is there any other fun fact you can tell me about Rome? I have a date tonight and I want to impress him. Another captivating fact about Rome is that it's home to more fountains than any other city in the world, with over 1,500 fountains adorning its charming streets and squares. The Trevi Fountain, perhaps the most famous, is a must-see, and tradition holds that throwing a coin into its waters ensures your return to this enchanting city. Wow, that's really cool. One last thing I need your help for. Can you please tell me how to say "you look very handsome tonight" in Italian? Sei molto bello stasera. Mille grazie. Thank you so much.